Започна евалуацијата на здравствената состојба на сите повредени од пожарот во Кочани. Специјалисти од скопските клиники од денес па во наредните неколку дена ќе прават евалуација на повредените во Кочанската дискотека, со цел да видат каков третман и рехабилитација е потребна кај секој пациент поединечно. Во Кочанската болница во моментов се лекуваат околу 110 пациенти на дневна основа. Директорката Кристина Серафимова укажува и на недостиг од медицински кадар. Во моментот, бидејќи преврските се тие, доаѓаат колеги од пластична хирургија, потребно ни е барем еден или два уште медицински тип за медицинска рехабилитација. Тоа е во моментот најбитното. Значи реквизитите ги имаме, затоа што самиот персонал е изморен. Значи они се тука. Значи тука се остануваат и после работно време, во зависност на пациентите кога им треба, така да едноставно ни треба кадар кој што ќе ни помогне во овој период дека трае рехабилитацијата. Тоа рехабилитацијата не е нешто што ќе се заврши за 10 дена. Таа ќе продолжи понатаму. Серафимова најави дека во функција наскоро ќе се стави и хипербарната комора, за која се чека двајца здравствени работници да добијат соодветен сертификат за ракување. Во моментов во Кочанската болница 70 на пациенти кои што се со изгореници секојдневно доаѓаат на превраски, а 40 пациенти добиваат физикална терапија и со нив работат само 3 физиотерапевти, кои дел од помагалата ги добија како донација од британскиот тим. Пациентите кога дојдат кај нас, најчесто се повеќето од нив со контрактури на сите зглобови. Тоа е резултат на долгата имобилизација, недвижење и лежење во кревет, не можеа да ги користат прстите за основни работи. Нашата цел е да ги вратиме во нормалниот тек на живење, да можат да функционират самостално, да се исхрануваат, да се облекуваат и да си ги работат секојдневните активности. Дарко Златев е еден од повредените во пожарот. Тој откако се вратил од лекување во Белград веќе 10 дени на рехабилитација во Кочанската болница. Вели дека има подобрување, но посочува и на разликите во третманот од лекувањето во српската престолнина и родното Кочани. Па условите не се толку добри, докторите се добри, а условите се на минимум. Како право и основно немаме лепенки што ни ги припишуваат докторите, тие вазелински лепенки, немаме завои, не завои, туку од оние ластиците за стегачите ги немаме. Нема кај да не премие докторката обичен умивалник, ни ги мие раните. И тоа, нема никакви услови нема. Кремите сам си ги купувам од Белград, од отпусната листа ми ги пишува кои креми да ги користам, тие ги нема тука и сами си купуваме на наш трошок од Белград. Инаку во пожарот што се случи на 16 март, животот го загубија 62 лица, а 200 беа повредени.